Телефоните звонат во рекламите, а и кај нас почитувани од режијата ми велат дека веќе звоните, вие се јавувате. Телефоните исто така звонат за да продискутираме и тоа за навистина битна тема. Станува збор за западно-нилската треска, која внесува страв за прв пат оваа некарактеристична болест за кај нас ја има и не само кај нас, и во регионот, и во соседните земји. За жал и четврт смртен случај е регистриран денеска, лице на 76 годишна возраст, кој имало и други заболувања, коморбидитети, како што велат. Меѓутоа, за денеска исто така предвидено и, како што велат од град Скопје, дури 13-то прскање против комарците во градот, и дека сето ова, односно сите активности се спроведуваат согласно годишната програма, законските обврски, елаборатот изготвен од Центарот за јавно здравје. Ете, гледате, токму како што дискутиравме во емисијата Очи во очи по однос на состојбите во здравството, дали се изработува акциски план кој оди од Министерството за здравство, па понатаму се дава како директиви. Тоа е она што всушност, макар на хартија функционира, од град Скопје уверуваат дека оди по таа процедура и хиерархија, и дека досега во текот на сезоната се реализирани повеќе третмани, или 12, дека денеска ќе биде 13-тиот третман, и дека всушност против комарци до крајот на сезоната се планирани повеќе, вкупно да бидат од 20 дезинсекции, со што, како што веруваат од градот, се обезбедува континуирано спроведување на мерките согласно таа одна предутврдена динамика, но таа одна предутврдена динамика не го зела предвид ова, тоест не ја зела предвид појавата на западно-нилската треска. Така што дали понатаму, како што уверува град Скопје, дека ќе продолжи навремено системски да работи за намалување бројноста на комарците и дека ќе придонесе во заштитата на колективното здравје и благосостојбата на граѓаните, е всушност во рамки на темата околу ефикасноста во справувањето или евентуалната неефикасност, повторно, значи, а и нема што друго да се поставува како дилема, дали се во прашање тука системски пропусти, грешки, доколку ги има, или лични, поединечни и така натаму, а ова велам дотолку повеќе затоа што и од опозицијската СДСМ реагираат и бараат токму итна системска реакција од страна на надлежните институции, за да, како што велат, бидат заштитени граѓаните, а таа системска реакција според нив би требала да опфати следење на популацијата на комарци на територијата на град Скопје, лабораториско тестирање на примероци за да се утврди присуство во вирусот, па некоја статистика да се добие колкава е таа инфицирана популација на комарци, која би представувала потенцијална опасност и така натаму, па потоа таа масовна дезинсекција, уништување на жариштата, тука станува збор за сите тие канали, бари, водни површини, застојани води и слично, токму затоа и Министерот за здравство апелираше да се празнат базените и така натаму, да се намалат тие водени површини на застојана вода пред се, односно исто така да се прави и таитна контрола на живината, дивите птици и слично. Од Агенцијата за храна и ветеринарство, велам, ова помеѓу ова реакцијата на СДСМ, токму апелираат да се пријават сите случаи, ако се забележи птица и така натаму, да не се допира. И велам, се враќам на изјавата, тоест реакцијата од СДСМ, токму да се спроведе итна институционална координација помеѓу Министерството за здравство, центрите за јавно здравје, општините, Агенцијата за храна и ветеринарство. Всушност истото на што не дека тие го откриле, туку тоа е принципот што го дискутиравме и денеска по однос во Министерството по однос на состојбите во здравјето, дека токму
институциите кои ги креираат и осмислуваат политиките и носат и акцијски планови, во случајот со темата со здравството, Министерството за здравство, понатаму се координираат со Фондот за здравство, Институт за јавно здравје, Агенција за лекови и така натаму и ги даваат нормално директивите до институциите, до јавното здравство поединечно. Истиот принцип е и тука, затоа не затоа што СДСМ нешто се сетиле, туку затоа што така се функционира. Мислам, не се сетиле ништо ново. Ниту велат секако, туку затоа апелираат итно да се спроведе таа координација, за да се има увид, особено во ваква вонредна ситуација. Така што ете, ајде да не должам да се посветиме токму на вашите размислувања околу ова, секако ете и смируваат и сите институции така натаму дека нема причина за паника и слично, но секако и треба да се применат и основните мерки за заштита, како тие тереstriјални уништувања, дезинсекции, од страна на институциите, така и ние по однос на лична заштита, како што се да речеме избегнување движење во природа во рани утрински часови или попладневни околу залезот на сонцето, кога се токмуете и активни комарците, носење облека со подолги ракави и така натаму, користење на средства, репеленти и така натаму, за едноставно да се, ако ништо друго, доволно и да се смали бројот на евентуални убоди на комарци, па со тоа се смалува и ризикот. Не значи дека сите комарци се заболени, односно го носат вирусот за да пренесат. Но колку повеќе ве боцнат, поголема е шансата и да меѓу нив се најде и таквиот. Иако сепак бројката е релативно мала во статистички размери, а и сериозноста на болеста не е на некое високо ниво, иако ете, кога ќе се искомбинира со други заболувања, години и така натаму, еве, може да земе и човечки животи. Од таа смисла е непредвидлива, од минлива главоболка до компликации и ете, за жал, ваков исход. Што значи дека секако треба да се поработи на решавање на ова. И особено ете до периодот, до таму може би крајот на септември, до кога и ќе бидат активни комарците. Ајде да се активираме ние, 60-91-924-925, повелете кој ни е прв. Повелете. Добар ден. Добар ден и убав ден. Да, убав ден и вам, повелете. Вака сега. Па да ви кажам пред колку време маларијата ја уништија луѓето, ние у 21 век да се овакваме со комарци, не знам што да кажам, до каде сме дојдени. Па добро, од кај дојде овие комарци? Дали има нешто потекло да се знае? Например, јас сум од постара генерација, цел живот со комарци, у центари овде, каде што живеам, сам секако, меѓутоа вакво нешто да дојде до, ајде да не до починување и вакви тешки случаи, да ви кажам, многу ми е чудно. Значи, треба да се види што се случува, од кај дојде овие, значи, комарци, како да се спречи. Значи, мора, ако треба, значи, не може тука веќе, знаете како све е у питање финанси, нема у питање финанси, кога се работи за човечки животи, да речам и уопште за движење, како не можеш да се движиш од комарци. Значи, треба, ако треба секој ден по општините, а нека земјано, нека овој прскаат. Ако треба на 2 дена, на 3 дена. Значи, вие една канта, кога гледам, кога ќе соберат ѓубре, што ги собираат на 10 дена, кога ќе се истеди она истедокот од кантата по улицата, што да ви кажам. Значи, планирајте што е, замислете уствари што е тоа. И тоа што сакате. Значи, хигиена никаква. Значи, уопште прво кај нас хигиената не се гледа на ништо. Све е препуно, секдека е препуно. Уште, каналите, например, порано века во Тафталиџе што беа ги затворија од озгора и сега, да речеме, тоа да функционира нормално како што треба. Нема толку комарци. Меѓутоа, каде што има ваму канали, ако не ги чистат, нека ги затрупат со земја. Значи, нека направат нешто да нема извор. Моментално, па после што ќе прават,
Работата е моментално да се направи, да се прска, да се чисти или нека се затрупа со земја. Значи нешто моментално да се спречи, зашто ова е стварно греота. Еве имаме и помлади луѓе што се каснат и ред други работи. Значи не треба да се штеди. Подхитно да се прска на 2 дена ако требе. Така, благодарам. И секако ова што го спомнавте, сите тие не се само застоени води, ова што го спомнавте, исцедок од контейнерите, навистина веќе сликата веднаш ми се создаде пред очи. Веднаш одлична основа за еден сериозен поднесок до МВР, како би кажале тие, за таков исцедок, за да се види, да се среди, да се елиминираат сите потенцијални жаришта, имајќи предвид дека секако тука затоа треба да се разграничи повикот на министерот за здравство, не станува збор за повикот, апелот за редуцирање на одредени водени површини, се однесува пред се на тие приватни мали базени и така натаму, не значи тоа, ете сега што ако е така и езеро треба да испразниме и слично. Не може да се испразни. Особено базените, не знам, големи, сите тие води кои се филтрираат, хлорираат и така натаму, не се застоени води, во нив не се развиваат ниту алги, ниту било што. Поентата е дека и во најмала она тацничка за цвеќе и така натаму, ако има малку вода, таа е застоена и во неа не се развиваат само ларви од комарци и други микроорганизми, ја менува и бојата, позеленува и сето тоа се забележува. Така што тоа не е директно, значи, апел да испразниме се живо и базени и така натаму, но генерално сите тие буриња, садови со вода, не знам, тегли и слично, некој миел оставил на сонце, сега тоа веднаш се стоплува и е одличен, како би кажал, практично субстрат за да тие се размножат. Тие всушност не се ни создаваат на големи површини, езера и така натаму. Токму тие застоени делови, помочурливи и слично. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, се слушаме, поздрав. Се слушаме? Да, повелете. Овие комарци не само за Скопје важи, за другите места не важи. Па за сега нема, да, ете. Фала Богу, епидемија, да не е прогласена. Нема ни случаи пријавени, да. Тие по скопјаните трчат, иначе за друго место нема. Сладка крв, значи, да. Имам куќа од Дивјаци тамо Крушевско. Аха, бе прекрасно место, па да. Под прозорот ми чуваше еден свињи, одвајќи со инспекција ги очисти од ѓубриште, од гнојовона. Сега магарија чуват, комарци како лиште му се низ нозете на магари. Не на прозорото. Ама сега комарците на магарето идат и вие сте заштитени. Ама баш заштитен сум, али прозор не смеам да отворам, ќе ми влезат дома. Пријавам еден комунален инспектор, инспекторка, ама таа некој ми кажа, таму играла оро со некоја административна полицајка, се фатиле, и така да премостуваат, заштитуваат, не да го чистат магарето, си го тргни тој пред куќата негова, а некај куќава моја го носи. Нека си го тргни куќата негова, па нека си ги чува комарците. Сега треба преку Скопје да правам пријава, иначе не бива. Тамо комунална инспекторка, цигари, кафе и седи на стол, не интересира. Или ги да работи, или да протерат од тамо. Но што личи то? Не смеам да појдам тамо од магаришчето, фрват ѓубрище надвор, смрди мирица, па засадил два квадрати кобајаѓи пиперки тука, ѓубрето да го фрлат, да се збират комарци. Па тоа е Бог да чува. Има полиција, има овона. Самите да слезат и ама на сам пат сум. На сам асфалт. Да. Тоа е срамота е тоа што го прави. Насилие некоја врши. Таквите треба се... Така ви благодарам. Па тоа се всушност и главните, да речеме, најподложни се такви мали, така да кажам, на изглед безазлени жаришта, а се сериозни. Еве, немаме ни еден, барем официјално, се надам така и ќе остане случај од Охридско, Преспанско, Дојранско езера. Има
Нема случај. Токму велам, тоа зборува за такви мали застоени води, канали, некои ракавци, мочурливи, се едно и во двор и така натаму велам одредени бари, водни површини. Инаку, да, најкритични подрачја се во кои е особено, велам, прогласена епидемија, општините Кисела вода, Газибаба, Аеродром, Бутел, Илинден и населените тие веќе како места се Драчево, Долно Лисиче, Кадино, Јурумлери. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете, се слушаме. Па вака, има едно средство кое луѓето треба да го применат и комарците нема да ги апат, ама тие не го употребуваат тоа средство, ама тоа средство го нема ни во аптеките и тоа се прави, тоа е еден стар лек кој се после бања за заштита на кожата се става. Тоа е многу стар лек за комарци, за такви паразити. Ама тоа го применувале само исклучиво еден народ кој го знаел тој лек. Сега тој лек е многу скап да се каже. А да се заштита треба да се ги прскат малку градовите со вода, зашто вода така и така истекува, а никогаш не се прскат улиците и никако да се воздигне горе и паријата кога е топло, да се создадат облаци, за да можат дождови да има. Но, ајде, потом за тоа, не сакам да зборам, него кој како ќе си го најде животот, така и ќе си го среди. Многу наарно, не било наарно. Фала на сослушувањето и пријатно. Благодарам, повелете, и во друга прилика. Јасно, но и, не значи тоа па само на неарно да се биде. Па барем и малце арно нешто да видиме, или ете тоа што е неарно, па не уште. Ајде и така треба да гледате, со многу работи се справуваме, па и ова дополнително. Затоа, велам, во ред е да е арно, ама ете, не мора да е преарно, а барем да не е полошо. Повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден, Исо. Да, поздрав до вас, повелете. За прскањето имате, ама да не заборавам, Сабајле, имавте една тема за пожарите. Ќе кажам за прскањето, има сега комарци, еве имаме и јас бидејќи Драчево живеам, има неколку души што се зборува дека се болни и на улицава кај што живеам една жена од Комарец убут била болна, во болница е. И се чудам, не само комарците, и ние луѓето сме виновни на секој чекор, на сите страни ѓубри нафрламе. Зошто? Пошто, мислам, треба малку да ја сакаме државата. Јас еднаш ретко добивам врска вака кај вас. Да. И викам, ајде мој народе, почни сам да се сакаш и да ја сакаш државата. Не може се на секој чекор, за секој човек да има и чувар позади нас, да иде дали од бомбончето што ќе го изедам, книжчето ќе го фрлам на улица. Треба да се внимава кај фрламе прљавштини секаде. Загадештина, по канали, фрлаат, пивски, шишиња, пластики, а да ти е жал, да му е жал на човек да ја гледа природава како ја загадуваме ние самите луѓе. Се сеќавам, детството го поминав во село, не велам дека сум од некој град што се вика дојдена од некоја богата држава и по планини сум одела, сум пасала стока, ама сите луѓе, особено мажите, помалку жените, како срам било да пушат, оделе по планини, паселе стоки, пушеле цигари, ретко кој да не пушел цигари, особено машката популација. Ама не памтам во детството да имало пожар. Каков пожар? Никако, еве, не сум ни чула од Охридските села, не сум ни слушнала дека имало пожар во мојот крај. До душа сега и слабо популација има, стари луѓе останати кај еден, кај двајца. Нема училиштето, дури се затвори кај што учат. Но добро, тогаш имало и повеќе луѓе, јасно. Колку што е виновна природата, не треба и ние да ја чуваме природата. Не е само со прскање да постигнат нешто луѓето. Треба и ние да придонесиме, сите луѓе заеднички, да си ја сакаме државата, да се почитуваме меѓу себе, не да се правиме предавници вакви онакви. За срамота дури жално, ова мала, убава
Така ете, за жал истече времето, но доволно ете беше да го слушнеме вашиот апел за тоа што може и треба да направиме и нормално ефектите кои се неспоредливо поголеми ако сите се ангажираме. Со други зборови, ете, ако пожарите беа спомнати, не може кој да дојде на помош да изгасне, да речеме, размери од пожари кои што може да ги запалат луѓето, ако сакаат. Тоа е тоа, едноставно. Не може, со други зборови, да се не постои таа сила да оправи одредена штета, ако некој решил да ја прави штетата. Така во се, значи, и во таа превенција, заштита, дали и комарци, средина чиста и така натаму, водење за грижа и за себе и за другите, навистина, тогаш па никој ништо не може ни да направи. Ниту пожар да се случи, ниту што и да е. Ако и се случи, навистина, тоа е толку ретко, да е нешто од гром и така натаму, и сепак е доста ефикасно може да се изгасне или да се реши тој проблем кога имате силно општество кое е свесно и придонесува за и хигиената и така натаму. Значи, може да се појават ете болести од нехигиена и слично. Сето тоа е повторно да резултат токму на таа негрижа, а справувањето со последиците е многу потешко отколку да се дојде до тие состојби. Добар ден, повелете, да се предизвикаат. Повелете. Здраво. Здраво, поздрав, да. Вака. Значи, комарциве сега е касно да прскаат против нив. Но велат дека не било, мислам дека 13-то прскање е вечерва, значи... 13-то прасе ќе бидат они, на крај. Нели, 13-то прасе е изритано. Да, добро, но... Изритани, да. Дека ова е согласно годишната програма и таа тековно се спроведува за заштита на колективното здравје, да. Фраерите они невидени, не да Боже да ги имаш дома, нешто да ти го организираат. Континуирано спроведување на мерките се врши. Континуирано уништавање на држава. Значи, вака, зародиш, значи, кога летаат оние големи не крупни комарци едни што се, тие не идат на крв, тие се мушкарците. Тие идат на цвет, на цвекиња, на ова, на она, значи поленот ги влече и они тоа го јадат. Сега, додека ларвите уште не излегле, тие летаат и тогаш треба се прскаат. Нив треба да ги потамана, бидејќи они ги осеменуваат тие ларви и настануваат женки комарци кои што се хорор филм за нас. Наречи за ноќно време кога ќе дојде полуво да ти свири, да ти како звери. оние штуки од Втората светска војна, авионите. Јункерс Ю-87, тачно Јункерси. Тие биле така со клапни на ова. Иначе, ще сакам да кажем уште нешто, ама... Добро, женките, овие полен, ова се женките, да не прекинав јас. Женкиве цицаат и така да... Тоа е кај нас штетата што стручњаците немаат појма. Сите се со купени дипломи. Преке 30 и кусур години, 35 години минимум независна, слободна, демократска, ама на факултетите со купени дипломи се завршава и само се отвараат со купени дипломи и неписмени излегуваат. Благодарам, поздрави до вас. Значи, женки велите. А добро, тоа и не изненадува женската популација. Во принцип, има такви тези дека е посупериорна, дека е по таа смисла, посупериорна од машката. Како велат, што може жена од место да направи, ѓавол со залет не може. Па така изгледа и овие женки комарци. Оние машките по полен, како велите, идат ништо. Тотално, мислам, глупости нешто. Ова е, земеш, пикираш, и потоа, што се случува. И тие задоволни, и луѓето упропастени, така. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Здраво, се слушаме, да. Па вака, Исо, на малку повед да дадеме за комарецот. Кој е комарецот? Комарецот е разпространет из цела Европа. Единствено нема у Исланд. А у Исланд живее, знаеме, добар... Нешто не ве слушам добро, дали е во ред со
телефонскиот апарат кај вас. Се слушаме ли? Се слушаме. Добро е сега да некој прекин имаше, да, продолжи. Комарецот живее низ цела Европа. Добро. Само едино во Исланд, кај што живее добар народ, здрав народ и таму нема комарци, не ги напаѓаат. А лошиве луѓе ги напаѓаат. Например, кај нас највише ги напаѓаат во собрание и во влада. Од партиите, сите партии ги напаѓаат, најмалку левица ја напаѓаат, комарците. Или иште ја напаѓаат. Дека не направила ни едно зло. Веднаш ете рецептот, преминете во левица и заштитени сте. Мислам, кој сака од комарци да се заштити. Сега како ќе помине со друго, не знам. Комарците живеат женските 2 до 3 недели, а машките нешто помалку живеат. Па тоа е, мажите ништо тоа. Да. Исто како и кај луѓето, нели жените поише, веќе имаат. Па реков, женска популација е подобра во себе. Така. Па сега ја, например, оваа наезда на комарци, например, како што слушав дека напаѓаат собрание, влада, пратенициве, ја би сум ме поддржил таа наезда. Само левица нека не ја напаѓаат. Исо, овој што ќе ти се јави последен, Казабланка, да го поздравиш многу од мене, последен или предпоследен, Казабланка, од Битова. Пријатно и со поздрав. Поздрави до вас, добро, да. Свири го тоа повторно сем, како беше, да, Казабланка. Добро, ќе видиме како ќе оди и ете како ќе се остваруваат вашите прогнози. Дали како премиерот што ќе каже тоа ќе се оствари или горивата ќе поскава денари пол до 3 топ, ете го одеднаш толку и останатите прогнози. Добро, до сега немало екстремно мрачни, уште сме за тоа живи, не дај Боже нешто да каже нешто поапокалиптично, може и да не снајде, затоа само убави работи да слушаме. Повелете, добар ден. Да поздравам, почитувам водителу. Исто така, да, повелете поздрави. Диме. Да. Апокалиптично рековте, така? Реков, да. Не снајде, реков, да. Ние оде ќе доживееме и доживуваме катаклизмично. Почитувам водителу. Не се работи за човечки фактор, за живот. Од едно уво влези во друго излези. Кого што загрижува, почитувам водителу. Доскоро имавме збируштина од влада. А сега баруштина од комарци. Баруштина да сте здрав и жив. Сега имаме крпачка влада. Па бидејќи спомнавте баруштина, нели? Така милуваше овој Чизмава на времето, која не беше премиер. Па тоа е мочуришта баруштини е сега комарци. Па мојата татковина ја нарече мочуриште, ама ја направи мочуриште. И сега знаете што очекувам ја со тоа мочуриште? Не овие нилски комарци, нилски коњи да излагаат. Па да видиме со какви вакцини ќе се справиме. Чекаме сега вакцини од Турција, 5.000, така. За време на ковидот, кога се сноѓавме, ни ги мајта, така. Што чекаме сега ние помош од Турција? Почитувам водителу, не да не бидва, пак ќе кажам. Ова е проклетие, јабана отидо. Јабана. И дали заприметувате, значи, нон-стоп ние сме изложени на некој баксус. Секој дневен баксус. Убиства, газење со возила, гинат мајстори по скелења, по комарци, ова овциве што ги фати, јадниве млекари. Секој ден баксус. Секој ден баксус. Ама око не им трепнува. Важно, екскурзијантот си беше таму во Белгија, за тој повод во друга прилика. Благодарам, пријатно. Благодарам, поздрави до вас. Добро, но има и добра вест. Еве, земјоделците соопштуваат, велат, кој сака зеленчук, нека си дојде, нека си бере од нива. Ете, не интересира ништо за тие ефтини цени, оти се ни ефтино, нели, деривати и цени и така натаму, премногу ефтино. Дојдете и наберете си, тогаш не ни се исплати ни да продаваме. И ја потврдуваат тезата дека навистина сме, ете, најефтина земја, мислам, едноставно, најефтини ни се цените во СЕПА
го има дури тој парадокс да поскапо име производството, отколку потоа продажните цени. Нивни малопродажните се друго, тие се не се сите наивни како земјоделците. Добар ден, повелете. Ало? Да, се слушаме, повелете. Добар ден. Јас мислам дека и во ново прскање на комарците нема да доведе до подобри резултати. Затоа што овие комарци сега што се увозните, може да станале отпорни веќе на тие препарати што ги фрлат од воздухот. Значи треба да се прска и по мирните ларви. Они не стоат за да ги фане прскањето и за да умрат. Они се кријат по звунови, по дрва, по мучуришќа, по разни работи дека што на ние одговара и само да згори ги прснат и они па се останат живи и си станаа имуни на прскањето. Едно време у Југославија кој имаше прскање, воздухот миришеше на некој препарат што го ставаа во авионите за прскање и миришеше самиот воздух. И комарци немаше вакви како сега што има. А пошто народот сега фрла ѓубре кој каде стаса, има неистечни води и тие ги собират комарците и сега овие увозните се навикнаа на ваа клима, на воа поднебие и си работат они што си сакат. А човекот не е моќен да се спротивстави на нив. Затоа што треба стварно прскање од сите страни, и од воздух, и од земја. Значи, тотално уништување на ларвите и на комарците. Ако не се постигне тај ефект, они ќе продолжат па да си се развиват, да си се размножуват и да не апат кој каде и да се хранат со нас, да. И да се хранат со нас. Кој има късмет, нема да го апат. Кој нема... Благодарам, да, поздрав до вас. Повелете, добар ден. Се слушаме ли со некого? Добар ден. Да, повелете. Добар ден. Повелете, добар ден. Ниски комарци, нели? Така, да. Така е. Да. Сепак тоа е некој, како да кажеме, некој увозни материјал од странство. Сега прошли да само да им кажам на слушателите. За време на СФР пред неколку десетици години во Скопје имаше фабрика за автобуси која извозуваше во странство. Денеска имаме низ цел свет, да. Да, низ цел свет. Тоа да знаат младите овие генерации што се фалат со некои странски инвестиции, некои само се шиеле перници за случај за што. Еве странци исти што ни прави и комарците ни се странски инвестиции. За Нела крива, да ми кажа на Скопјани, таа беше крива. За време на Данила беше рекол да гледаме градот демек не бил чии се едно друго, па немаше комарци. Не да се случува со оваа држава, со наша Македонија, дали има толку стручности, дали знаеш како средство треба да се паска што решеден. Дали прскат само вода вака или некое средство кое нема никакво влијание врз комарците или другите инсекти или за било кои други заразни болести. Или овците сега, овча сипаница. Прво ги гнусиле на сточарите, ми гнусиле не знам колку илјади овци, станале без овци. Нема вакцина за стока, за овци, за она што луѓето живеат. Она што секојдневно кажуваме ние, си лупам овде неопределените што гледаме вистината, дека Македонија водат криминални групи, кој не се интересира за Македонија, некој се интересира за лични интереси, за лични потреби нивни, за да се богато се заминат, да украдат неколку милиарди еври, заминат во странство си, однесат парите, после парите се заминат и по нив по благото кај што го ставиле таму. Тешко нас на македонците со овие три автономички партии ДПМН, СДСМ и ДУИ. Ви благодарам. Ви благодарам и јас. Поздрав, добар ден. Ало. Да, повелете. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Добар ден. Се извинувам, со Исо разговарам? Да, јас сум, повелете. Исо? Да. Јас се јавувам од Прилеп. Така. За случајот со пожарова во Чаниште.
Аха, кажете, да, што се случува? Слушај, ова вистина Маковиц. Таму има неколку души го запалија сигурно некој пожаро и сако побарале помош од Прилеп треба да му кажете кој го запали па да дојдеме. Се сеќаш? Да. Имаше еден случај пред 5-6 години во едно друго село. Го запалил тука некој џубре и се фатиле тоа местава и сега дошле нормално од пожарна полиција се и еден друг тука комшија го запишале на суд. И им вика, дали виде пожарот како настана? Да, вика, една боца плинска се затркала и пукна и овој виде на суд. Види ти боцата како затркала. И таму после на кој ќе изборе. Така и ова. Тие ќе нас запали таму некој и после бара помош од овие. Да. А што ќе му прата од кој ќе запали таму, тоа е чудо, не е. Толку јам само за ова, за пожарот беше маветов, дека да кажам, со случајот што беше пред 5-6 години, а и сега и овој сигурно поврзан е сличен таков. Така. Добро, да, ви благодарам, ајде само да се надеваме дека нема со пожарите да кажа, некој од вас многу арно не е нарно, па каде арно ние комарци се уште и пожари да не снајдат и да не биде сега и како со пожарите. Да отидете, кажете кој комарец ме касна, ако сакате да ве лекуваме. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете се. Значи вака, да. Пошто владата нели зема кредит да ги даде на стопанствениците. И сега тие пари владата требаше да ги даде по општините, вакви работи, за комунални работи. Значи, ставите да се инвестира, како да кажам, во хигиена. Имате вие населби, да не речам, што немаат канализација. Значи, можете да мислите каква е тама состојбата. Значи, ние сами си правиме. Не можеш ти да земеш кредит и да му дадеш на некој стопанственик, онде уште понатака да иде и да се збогатува, а овдека инфраструктурата на народот што живее во државата да биде катастрофа. Еве и на земјоделците. Зашто да не се помогне? Значи, се зимаат погрешни, како да кажам, кредити за мене погрешна намена. Затоа ти прво мора да направиш инфраструктура, мора да направиш... Значи, ние имаме фабрика во Велеш што произведува овие, кажи ги, возила за хигиена, што се комунална хигиена. Значи, ги извезува Брако. Брако извезува, ние немаме овдека. Па нели е срамота да кажам? Ајде, еве ќе речат, еве инвестиција наша, наш човек, приватно работи, турбо, извезува, значи предонесува и сега ти го имаш тука, го праќаш во светот, а ти го немаш лично кај тебе. Значи, ова е срамота. Порано имаше едни овие комунални овакво возила, што идева и со четки од двете стране, брате, собира и све. Сега со метли, па нели е срамота во 21 век. Ете, тука требаше париве да се инвестира, што се земат кредит, например, за хигиена, градот, кој ќе ти биде прво чист, па да немаш, кога имаш хигиена, ќе немаш и вакви болести. И сега ти не инвестираш во хигиената и после ќе лечиш. Па кажете ми која контрадикторност. Значи, треба прво да спречиш. Значи, има ли некој да размисли малку што треба, колку треба и каде треба да се инвестира. И сега луѓето ќе се лечеле, ќе се онаквале. Значи, да ви кажам, многу погрешно се работи. Еве, нека слушнат и нека земат возила за хигиена и нека почнат... Да, благодарам, поздрав до вас. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете, се слушаме. Ги слушам, гледачите барат одговор од институциите. Да, вие како новинари, видите, ја поставивте вие ова тема сега први, значи влезете во овие институциите што треба тоа да го направат, и гледачите тоа барат. Значи да одговорат зошто не се превземе навремени, ако се превзема да се превземе сериозно за да се видиме. А не само ќе се прска, луѓе починуваат. Значи до починување дојде значи некој не превзел нешто на време. Ај не превзел на време, ама сега кога веќе дошло дека превземи на време. Дајте вие како новина, како телевизија, новинари, прашајте ги тие од Министерството за земјоделие кои се таму надлежни за прскање, да ги слушниме, да ги видиме, снимајте ги, да изјават, оти одговор бараме ние како ова на темата. Одговор бараме. Зошто не е превземено или зошто се превзема, не се превзема. Значи, ако ова оди вака, многу, значи, смртни случаи ќе дојдат млади. Да. Колку има канали, колку има базени, колку има работи кои што се врие тоа сега. Да. А уште ќе се врие повеќе. Значи, кога ја поставуваме ова тема, граѓаните треба да бараат одговор од институциите зошто дошло до ова. А пред тоа имаше други зарази, па не знам сега некој опција се случува.
Значи, во Македонија може се и сашто да се направи први сме во светот по велики работи. Зошто да бидеме први? Нешто не функционира, некој систем не функционира. Дојде Кочани, дојде друг случај, дојде ова, се нешто кај нас прво се случува. Некој системски пропусти многу ги има во државата, многу ги има и не знам што ќе се случи утре, каква друг вирус или некоја друга трагедија. Благодарам. Ви благодарам и јас. Поздрав, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете. Ви со нешто да мака Да. ќе ме сватат вашите гледачи. Ба добро, кој Видите, како сака, нека си свати, вие кажете. Лекови, средства за прскање, да речем, на комарци, на други препарати, произведуваат само 5-6 земји во светот. Алкалоид само пакува. Он купува субстанции од Германија, од Јапонија, од Америка, тука. Па добро, или произведува, а купува како репроматеријал, па го тоа... Като репроматеријал, тука го има фабрика која се сипа, тоа се прави таблетки, капсули, ама е се увезено. Цената зависи од колку е увезено, како успеало... Добро, суровината, компонентите. Суровината е странска. И сега викат со какво прска. Прскаат сите. Ево, ова болест, нилската треска, потекнува од Нил таму. Јасно, да. Сега се појавила и Војводина. Така е, Војводина. Да. Тоа е поради промената на климата. Климата стана многу топла, тоа одговара на комарците, а инаку оваа треска га имахме ние пред 2-3 години, нон-стоп имаме. Само помалку случај и ќе се зголемува. Идната година ќе биде уште повеќе. Па дали во помал случај затоа што помалку имало комарци, па и пропорционално помалку случај, или? Помалку случај, ама значи, сега имаме тоа повеќе се комарци. Да. Тие дојдат ќе се размножат и идното лето ќе ги има повеќе. Така да, а нема лек, нема вакцина. Тоа е проблем. Да. Тоа е, народот не знае, мисли, алкалоид произведува лекове. Пакува лекове, пакува. Тоа го произведува Германија, Америка, Русија, Кина и Јапонија. Друга земја ја не сам нашол да произведува субстанца за лек и за вакцини. Не, тоа се увози од тие земји напредните, што има институции за... Така, ви благодарам, но добро, широка е таа производствена лепеза и на предпријатието кое го спомнавте, така што зависи нормално тука. Има од производство на козметички препарати, чаеви, така натаму. Тука јасно е, не може се под исто да се стави. Имате директно, значи, свое производство на чај, да речеме, или ете некоја друга програма за нешто што е по-комплексно, кое наметнува потреба да се, не знам, набават повеќе компоненти од кои понатаму ќе се направи нешто. Јасно дека тие се порачуваат за лекови, за што и да е. Дел, не мора сите, или... Така што велам, зависи, не може да го генерализираме тоа. Мислам и во која и да е, впрочем, и индустрија, да речеме, еве, ајде да не, може би ќе сгрешам, но ако не се лажам, еве, за пивото, конкретно за ова скопското пиво, колку што знам, едната компонента се порачува од Словачка, другата е од Чешка. Значи, дали она хмелјот и она другото што се... Но, затоа велам, водата е наша пак и така натаму. И сега не може да кажете дека затоа си има, но си има спецификација конкретна што порачувате, а вие сте производителот, го правите тука, купувате една состојка од еден, друг од други, така натаму. И нормално потоа правите комбинација од тоа, ставате и ваше нешто, и домашно, реков, дали е вода, дали ваши работници, и го правите производот. Повелете, добар ден. Ало? Да, се слушаме. Здраво, Исо? Здраво, повелете, да. Слад од Словачка, хмелј од Чешка, мислам. Да, повелете. Стори, од ова што почна со комарците. Да. На што личи ова, Исо? Држава сме или, не знам што да речам, некој груб збор. Па не само, и пази, вака велат,
Ќе прскаме само во населбите, кај што се појавил тој тигрес комарец. Па знаеш ли ти дека низ цело Скопје има и обични комарци? Порано, пред 3 години, 4, авиони еднаш-два пати неделно поминуваа. И прска. И се осеќаше. Миризбата дека се прска. Што чека Орце Георгиевски? Толку се палеше и сега на крај што испадна? Не може да помогне на народот. Па народот не го гласаше. Како што кажав, оттаму велат дека сите активности се спроведуваат континуирано и согласно годишната програма. И што? Да, 13-то прскање до крај 20. Ама слушај со. Да. Во населбиве. Добро. Не знам дали си видел ти. Во Центо врија ѓубре. На столици ова. Контейнери преполни со ѓубре. Народот вели бараме помош, ќе дојдат вика 2 контейнери ќе ги испазнат, другото сето го стават. Која е таа акција на Орце Георгиевски? Многу се фалеше. Работава фали ме усто зашто ќе те раскинам. Изгласајте ме па после кој ме шиша. Толку и со поздрав. Благодарам ве, поздравувам. А добро, денеска пак ете, и сите со кои се видовме денеска во автобус, градски доаѓајќи на работа, имавме прилика во цената на билетот да добиеме и гратис сауна. Знаете како беше тоа, неверојатно. А не можеш да излезеш никако, ова врата отвори, не ќе се возите до крај, вели овој. Отвори напред, бар да излеземе, не може да стигнеме до средна. Не отварам, вели категорички возачот. Така што, ете, гледате, како за малку може да добиете многу работи. За жал немаме тука туш кабини и така натаму, мора да се снаоѓам после, нели, после сауна како, но ајде некако успеав да се средам, а сепак за цена на карта и сауна добив, и тоа колку едно 30 на минути, тоа е феноменално. Добар ден, повелете. Ало, добар да, ден. се слушаме, поздрав, повелете. И со ова е сериозна болест, да ви кажам искрено. Апсолутно, па не и штом има жртви, дефинитивно мислам почина. Како не е ризикот? Значи, запаление на мозок, тешко кој ќе го преживее. Јас не сакам да звучам негативно, ама ова постарите луѓе нема да го преживеат. Ова само некој помлад. При ваква медицина сега ова имало запаление на мозок и менингитис. Да, енцефалитис, менингитис, тоа. Пред 50 години, тешки форми. Меѓутоа, само млади останува. Еве, јас ќе ви кажам пример. Јас уште сум била дете и дете бил им сопругот, која добил запаление на мозокот. Меѓутоа, само он останал жив. Постарите умреле. А тоа носи и последица нервоза, ова, она. Ова е сериозна болест, да не си играм играчки. И сега министерот вика да се испразнат базените. Абе, што зборуваш? Човече, дојдем вриот комарци, ама од Дорија нема заболено. А да го испразниме ние Дојранско езеро. Абе, луѓе, не си играте играчки, требаше на време да прскате. Преземете нешто мерки. Господјава пред мене што кажуваше за Центо, па јас секоја сабота одам на пазар, во продавниците таму. Вие не знаете пред амбулантата колку е гнасно. Или на последна 45-ка, таму имам и ќерка живее. Аба вие не знаете колку е гнасно, расфрлено, ѓубре, невидено, само да поминат некој од телевизиве да сликаат. Ја мораше на улица да одам, за да не го гледам таа гнасотија. Па нема ни канал, ни вода во Центо, од осто сега гази баба сега. Ова е само од нешто од пролјаштини, од не... Орце малце нека се замисли што прави вака, не само цревото во центар. Благодарам, поздрав. Како и даете за вечерва е најавено 13-тото прскање против комарци во Скопје. Ајде да се надеваме кај од него ќе има депопулација на комарците и со самото тоа и евентуално потенцијално ширење на болеста. И дека нема да се остварат какви да се црни сценарија за дополнителниот човечки загуби или зголемување на бројот на заболени. За жал не ни се оствари ни предвидувањето на нашиот учесник, сите патишта водат кон Казабланка и така натаму не слушнавме. Но добро, ајде, во оваа емисија не завршува нашата средба тука, само е ова денешна пауза, од утре сме повторно заедно, па секако ќе
се слушнеме и ќе дискутираме. Се надевам во таа афирмативна, позитивна смисла дека работите одат на подобро. Имајте пријатно попладне. Довидување.